Реплика. ВМРО ДПМН е конструктивно и сака да дискутира на темите за кои што зборуваше изминативе повеќе од 10 години, па би ја прашал заменик министерката зошто вас ве пуштија на денешната седница. Па вие бевте таа што рамниот данок го спроведувавте и имаше ефекти од рамниот данок, заменик министерке. Зошто не ја пуштивте министерката да се консултира со Драган Тевдовски и да дојде сега да го брани ова вие што го кажувате? Направивме анализа, ќе има даночна евазија, кај се сега тие муабети што ги слушавме од овие за живот тука што зборува, дека ќе ја вратиме средната класа, дека Република Македонија ќе има можност богатите да плаќаат повеќе, сиромасите помалку. Сега што направивте? Да го поедноставам ова што во моментот го правите. Значи, повторно богатите да имаат повеќе, сиромасите да плаќаат повеќе. Не направивте никаква урамниловка како што сакавте да направите. Ве слушам тука, бидејќи даночната евазија е се поголема, сивата економија. Па тоа ви го зборуваме. Тоа го даваше рамниот данок. Можност за плаќање по 10% на секој, а сега ќе ги одоначувавте богатите. Зошто и таа анализа која што кажувате направена во третиот квартал минатата година, ја давате, не ја видовме, немаше јавни дебати како што правите јавни дебати за се и се што, па да продискутираат економисти, или свесни дека влеговте во грешка со главната мерка која што требаше да биде двигател на економијата во Република Македонија, која што требаше да ја покрене економијата. Таа е една од новите, но е најзначајна мерка. Ги напаѓавте технолошко-развојно-индустријските зони. Не вие. Вие знаете што направивме ние со технолошко-развојните индустријски зони, затоа што бевте заменик министер и во владата на ВМРО ДПМН и знаете што значат тие средства и приливи кои што државата ги има по основ на економијата која што ја направија тие. Го напаѓавте ВМРО ДПМН за реклами, затоа што тие компании требаше да се привлечат тука. А сега се китите со истите тие работи и добивките кои што се случуваат во Република Македонија се само од тие странски инвестиции и компании кои што тоа го допринесува. За да излезете и да кажете 0% имаме за реклами. Па 0% кога фирмите се тука. Ама од кога престанавте да рекламирате, погледнете колку странски инвестиции влегува во Србија, колку има во Република Македонија. 54 странски инвестиции дошле во Македонија. Нит фабрика видовме, нит разбравме која како се вика. Странски компании кога влегуваат во државата, се знае што е странска компанија, како влегува и колку вработени повлекува. Единствените вработувања ги правите само во администрацијата, а тоа ќе се случува и во наредните денови, затоа што од информациите кои што ги имам, огласите околу Нова година ќе бидат пакетчињата за граѓаните, а треба да ги платат на крајот.